А сега имаме да најавиме уште еден многу несекојдневен настан. Ивана ни е вредна ова утро и повторно во живо ја вклучуваме, која ќе разговара со соговорници кои даваат поддршка на машкото здравје, но на мотоцикли. Ова е можеби најстилскиот мото настан во светот, ама и во земјава, така нели, Иванче? Да, дефинитивно, Сузе. Навистина, во недела, буквално мислам дека сите треба да излезат низ скопските градски улици, да ги поддржат сите овие префинети мажи, господа, кои што ќе бидат на мотоцикли и ќе возат низ скопските градски улици. Убава е гледката, досега сум почествувала, неколку пати сум учествувала на овој настан и навистина е убаво да се биде дел од истиот, така што во продолжение ќе зборуваме токму за она што ќе се случува во недела на 19 мај, возење на префинетите господа, така е преводот нели на овој настан кој што се одржува во повеќе од 100 градови во исто време, односно над 100.000 мотоцикли возат истовремено низ градските улици. Игор Стефановски, организаторот за Македонија и за главниот град, така што во продолжение ќе разговараме со него. Добро ви утро, честитки ве за 9-та година поред за организација на овој како значаен и убав настан кој што пред се дава поддршка на машкото здравје, односно освестување, но и има нели хуман карактер за поддршка за ракот на простатата кај мажите. Што предвидува еве настанот в недела? Па најпрво добро утро, благодарност до Алфа ТВ за одвоеното време да го промовираме настанот и да го споделиме, нашата кауза, борбата против ракот на простата, машките болести. Значи, како што напомнати, 9-то скопско издание, рекордно и оваа година мора да се пофалиме, досега пријавени 170 учесници. Таа бројка од година во година се зголемува и тоа ни е драго, тоа значи дека пред се Скопјани, меѓутоа и останатите мотоциклисти од целата држава веќе го препознаваат настанот и се приклучуваат на ова хуманитарно веќе движење, не е само настан. Дури традиционално имаме и гости кои што ни доаѓаат од Косово веќе неколку години поред и така да настанот ги надминува градските и државните граници и станува препознати во регионот и тоа ни е многу драго. Инаку интересно е да се каже дека веќе приказната околу ракот на простатата и борбата со него е тема која што веќе на децении и повеќе се зборува не само на настанот, туку и во други прилики. Ние секако ова на овој начин го поддржуваме, го промовираме и сакам да пренесам некои интересни бројки дека Скопје досега има од своето стартување од 2016 година досега има да кажем 1200-300 учесници вкупно и има собрано повеќе од $20,000 средства кои што преку Мовембар фондацијата се процесираат низ разните научни истражувања околу ракот на простатата, така да придонесот на скопското издание е, да кажам, значителен во тие светски рамки. Плюс би додал дека регионално скопското издание е прилично силно и да кажеме имаме подобри резултати од многу поголеми градови од Балканот кои што се и поголеми како од број на жители, меѓутоа сепак скопјани знаат што значи да се биде хуман. Да, навистина е ова за поздрав и за пофалба. Споминавте 170 рекордно пријавени оваа година. Дали може би планирате еве за наредните години, затоа што навистина интересот е голем, да ја зголемите бројката на учесници? Па, вака сега, ние сакаме, тоа е нашиот план е да се развиваме контролирано, да кажам, бидејќи не сакаме значи квалитетот е пред квантитетот. Затоа и настанот го има тој лик и
таа форма. Да, секако планираме посебно за до година, бидејќи е една декада од настанот во Скопје, така да до година ќе зголемиме бројката, планираме некои други активности промотивни пред и за време на настанот, нели да обележиме еден јубилеј кој што сепак е не секојдневен, но е многу интересен. 10 години генерално настан како настане веќе станува реткост за жал во нашата држава, меѓутоа еве ние успеваме тоа да го туркаме успешно и до година мислам дека настанот ќе добие уште подобра форма и изглед. Да, мотоциклистите покажаа дека се хумани, дека се джентлмени, дека се навистина и добро скоцкани, затоа што навистина многу убаво изгледа тоа кога се гледаат така во толпа како одат мотоциклисти, како возат во дотерани во дела, но колку се вози, колку е време трењето на возењето, затоа што не е трка, нели буквално нека се вози споро, полека и се покажува дека мотоциклистите знаат да возат и полека, нели? Па да, во право си, значи покрај хуманитарниот дел, настанот има и возењето, самото возење има и друга одлика, тоа е да ги прикаже мотоциклистите во едно поинакво светло од тоа што нели е перцепцијата. Значи возиме дотерани, возиме така прекрасни интересни мотоцикли, се со цел и возиме по полека, возиме безбедно, возиме сите со кациги на главата. Сакаме да пренесеме порака до општеството, до младите, дека мотоциклистите може да бидат и префинети господа, со угледни манири, со фини манири, и дека учествувањето во сообраќајот може да биде и нели како што треба да биде, односно безбедно учество во сообраќајот, и со тоа сакаме да дадеме нели и една порака до младите мотоциклисти кои што надоаѓаат дека треба да учествуваат во сообраќајот безбедно. Така да тоа е втората порака која што ја носи народот, која што ја носи настанот. Годинава, како и секоја година, должината на настанот е некаде околу 25 километри вкупно, со тоа што се возат две етапи. Стартаме од една локација, возиме еден дел од градот, парадно по полека, за да не видат луѓето и да ја пренесеме пораката нели околу целиот настан. После паузата го возиме втората етапа и некаде возењето е околу 1 час, два пати по половина час, така да ги исполнуваме тие 20 на 25 километри пропишани според светскиот стандард нели за возење. И оваа година тоа ќе биде случај со настанот. Да, верувам дека чувството не се опишува со зборови, така што ви посакувам да имате уште еден успешен настан и се гледаме секако в недела на 19 мај, но и со нетрпение го очекуваме јубилејното 10-то издание наредната година. Ви благодарам на поканата и на репортажата. Така, Сузе, ќе ги поканиме сите луѓе кои што можат да излезат, да ги поздрават овие джентлмени, префинети джентлмени на мотоцикли, облечени секако во урбана облека, во костуми, така што убаво е Скопје да се гледа со вакви убави настани. Нашиот главен град ќе пулсира во недела во ритамот на мотоциклите, но и на префинетите мажи кои што ќе покажат како се вози, односно како треба да се вози секојдневно низ градските улици. Прекрасна манифестација, честитки за сите учесници, за сите новопријавени. Се разбира дека сите што ќе бидеме во Скопје ќе излеземе и ќе ги поддржиме, ќе уживаме во гледката и ќе потсетуваме дека здравјето е најважно пред се, не само на мажите, ами воопшто на сите луѓе.